Здраво живо, јас сум Димче и добродојдовте во уште едно мое видео. Ова е Пергамон, едно од чудата на антиката, односно на минатото време. Ова е град кој што е направен на врв од рид и како што гледате е опкружен со неверојатни градби. Ова е Акрополот на овој град, така наречен. Овој град, местото на кое што се наоѓа е неверојатно. Интересно за овој град е тоа што тој е спомнат во Библијата, односно во Откровението на Јован. Таму е пишано дека на ова место живее и самиот Сатана, односно дека престолот на Сатаната е токму во овој град или на ова место, на овој врв, на овој рид, на кој што го изградиле овој неверојатен град. Градот иначе огромен, не може да се прошета, не е целосно ископан, не е целосно истражен и представува чудо на некој начин на минатата цивилизација и доказ дека луѓето некогаш биле многу поразвиени од тоа што ни кажуваат. За тронот на Сатаната е интересно тоа што наводниот трон е земен од ова место и е преселен во Берлин, Германија, каде што има музеј посветен на тој трон. Исто така тие го нарекуваат и тронот на Зевс или тронот на Дзе. Неверојатен град, нели? Ајде сега малку да ве прошетам, да го видиме одблиску градот и да ви снимам уште едно чудо кој што го има на ова место, а тоа е така наречениот амфитеатар кој што собира до 10.000 луѓе, а се наоѓа на голема стрмнина или на самата страна на ридот. Па да одиме да ви го покажам и амфитеатарот и остатокот на градот. Ги знам делата твои и каде живееш и каде е престолот на Сатаната и дека го држиш името мое и дека не се одрече од верата моја, дури и во деновите, кога мојот верен сведок Антипа беше убиен меѓу вас, во чие што средина живее Сатаната. Ова е дел од писмото кое што Христос го пратил кон главните во оваа црква во овој град Пергамон. И ова што гледате тука е еден од амфитеатрите, така наречени амфитеатри, за кои што не учат дека служеле за забавување на луѓето, односно дека луѓето седеле во нив и дека гледале представи. Меѓутоа тоа не е точно. Овие амфитеатри служеле за напојување на луѓето со енергија, односно самата форма на кој што се конструирани амфитеатрите, така наречените амфитеатри, докажуваат дека првично биле употребувани за исползување на енергија од земјата, а подоцна во поново време биле пренаменети за разни циркуси и разни шоува. Како што гледате, овој амфитеатар зад мене е ставен на карпи, односно на стрмно. Што гледале овие луѓе? Иначе, ова е еден од најголемите театри, амфитеатри или енергетски места. Како што гледате,
овие седишта или овој амфитеатар е наместен на голема стрмнина, што значи дека луѓето тука само седеле и ја впивале енергијата, односно се напојувале со енергија, затоа што единствено што гледаат е етерот и околните ридови, што значи дека тие едноставно само седеле и ја впивале енергијата. Ајде одиме сега да ви истражам уште повеќе и да го снимаме така наречениот амфитеатар одблиску. Ова е влезот во така наречениот амфитеатар. Тој е многу тесен и стрмен. Не знам како низ овој влез минале 10.000 луѓе, меѓутоа тоа е приказната која што ни кажуваат, а ова е самиот амфитеатар, гледате, тој е огромен, собира 10.000 луѓе и е премногу стрмен. И луѓето во овој амфитеатар очигледно седеле не за да гледаат нешто, туку да се полнат со енергија од етерот. Иначе амфитеатарот е прекрасен и мојата теорија за него е дека служел како енергетско место за полнење на луѓето со енергија. А еве и што гледале луѓето кога седеле на овој амфитеатар. А еве и тука, исто како и во градовите Хераклеа, Бела Зора и Мирна, го гледаме истиот дизајн на Карпи, односно истата градба, а можеби и во сите овие градови се користеле исти машини за нивна изградба. Па затоа секаде е истиот дизајн. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Претплатете се, станете членови, делете ги видеата, поддржате ме на тој начин, а јас ве поздравувам од оваа експедиција низ Турција на која што открив неверојатни работи и се наполнив со убава енергија. Наскоро се враќам назад и продолжувам со снимање на уште поинтересни видеа. Останете ми во добро и се гледаме.